Кога ќе погледне човекот нема ни толку смирение колку што може да покаже ѓаволот. Гледате во евангелската перикопа што ја прочитавме, ѓаволот не сака да се покаже дека тој е извор на злото, туку дури го признава Господа дека тој е Бог, а што по безумството на човека многу луѓе не го признаваат. Ѓаволот му вели: зошто си дошол пред време да ме мачиш? Тоа значи дека свесен е ѓаволот дека еднаш ќе биде мачен, ама смета дека пред време дошол Христос да го мачи. А човекот не е свесен ни за тоа. Вели нема Бог. Се слушнале колку луѓе денеска велат нема Бог. А ѓаволот вели има Бог, зошто си дошол пред време да ме мачиш? Сакам да речам, по безумството на човекот оди подалеку и од ѓаволот. Најголема придобивка ја смета ѓаволот да го убеди светот дека нема ѓавол. На некој начин тоа е смирение. Кој од нас ќе излезе и ќе каже: ме нема мене, не постојам јас. Не гледајте тоа што дејствувам во позадина, мене ме нема. Условно речено, и тоа е некој вид на смирение. А човекот и она што не го направил, сака да го покаже како негов резултат. Свети Гаврил од манастирот Лесново, кој неодамна беше канонизиран, вели: колку е помал човекот, толку повеќе се превознесува. Го има напишано во една од неговите книги тоа. А ѓаволот, видите, колку е помал или колку е поголем од човекот. Сепак не се превознесува на тој начин на кој човекот и се крие. Се крие позади делото и го убедува светот дека нема ѓавол. А зошто има потреба да го убеди дека нема ѓавол? Ако нема ѓавол, нема ни Бога. Затоа што сите сме сведоци дека има и добро и зло во овој свет. Ако нема ѓавол, нема ни Бога. И работа негова си е завршена. Тој си ја врши неговата работа, еве го поробува човеков, роб станува, значи овој кој читавме во Евангелието, а ние мислиме нема ѓавол. Се лажиме и себе си, ама успел во својата цел ѓаволот да не убеди дека нема ѓавол. Има, браќа и сестри, ѓавол и тој ги врзува луѓето вака како што прочитавме во Евангелието. Ги врзува на тој начин што ги правија робови. Робови прво во одредени страсти. Значи, вели Светото писмо: не убивај, не кради, не лажи, не прелюбодејствувај. А колку луѓе ги исполнуваат тие заповеди Божји? Значи, ѓаволот си ја постигнува целта. Тоа е целта на ѓаволот, да не убеди дека гревот не е грев. Дека гревот не оддалечува од Бога. Ама сме толку наивни ние христијаните, на кои сите очи треба да ни се отворени и просветлени, и да не знаеме дека таквата наука не е ни од Бога, не е ни од човекот, туку е директно од ѓаволот. Тој има цел да не убеди дека нема ѓавол, односно дека нема зло, дека нема грев. Ако нема грев, се е дозволено. Ама ако се е дозволено,
тогаш немаме заедница со Бога, зашто Господ ја пропишува заедницата. Сакаш да бидеш со мене? Треба тоа и тоа и тоа и трето и четврто и пето да ги исполниш за да бидеш во заедница со мене. Што е основно? Вие како возрастни, како родители им пропишувате некои правила на децата и тоа е сосема точно. А Господ како деца негови да не ни пропише правила? Тие правила не се за Бога, како што правилата кои вие им ги пропишувате на децата не се за вас. Тие се за децата, за да се издигнати, да постанат сериозни личности. Тие да бидат одговорни понатаму за нивните семејства, за се оно што ќе прават генерациите после нив. Но оно што е најчудно во евангелска перикопа, мештаните на тоа место Гадарина, откако свињите сите им се уништие, доаѓаат и му велат на Христа: те замолуваме да си заминеш од ова место. Зошто? Зошто имаат потреба? Не гледаат дека тој направи нешто што ниеден човек не може да го направи. Тие бесомаченици, тие мачени од ѓаволот со година ги исцели и тие му ај оди си. Ќе речи човекство здрав памет тоа го кажува. И таквата замолница ја дават селаните од таму од Газарина. Не е со здрав памет. Меѓутоа ние сега поинаку го гледаме, ние христијаните го нагласувам тоа, колку меѓу нас што велат кобајаги дека се христијани, а нити го живеат, нити го разбираат ова. Зошто? Затоа што идентитетот на овие луѓе бил идентитетот во свињите. Ајде да не кажам друг израз, затоа што да не речам во богатството или во материјалниот некој надградба, туку во свињите велам, затоа што свињите им носеле материјална добивка, а овој Христос што ги излече бесомучените, ѓаволоиманите, што им донесе? Им донесе материјална корист. Никако. Дури на штета, направи свињите да сите да отидат во бездната. Тоа е оно што ги поврзува и генерациите кои живеат во наше време со оние генерации во кои е случен настанот во времето Христово. А тоа е дека и сегашните генерации идентитетот свој го основаат на материјалното богатство. И ништо друго не ги интересира. Не ги интересира ништо друго, ама што може да се очекува ако идентитетот е во материјалното богатство, а тоа ќе пропадне на крај. Кај овие луѓе пропадна порано отколку што и самите си замислуваат. Се што постои за нив беа свињите, затоа што тие им носеа приход, на некој начин тие им носеа материјален живот. Ама сега, кога ги изгубија, кој може да им донесе живот воопшто? Не се научиле, не се навикнале тоа да им биде Господ. А ако луѓето кои се во црквата се навикнат таквиот идентитет да го добиваат од Бога, тогаш што е битно дали отишле свињите или отишле некои други материјални богатства? Идентитетот ни е во Господа. Тоа е голема разлика меѓу луѓето. На што ќе се подпираш? Јас гледате, тешко се движам и се подпирам. Ама се подпирам на стабилни личности. Се подпирам на нешто тврдо, цврсто што очекувам. Затоа што тоа очекувам дека нема да ме собори.
Ама на што ќе се потпре човек кој има идентитет во нешто стабилно? Нема нешто стабилно, постабилно од тоа да го основаш својот идентитет во Господа. Затоа е потребно, браќи и сестри, ова евангелска перикопа да земеме при срце. Затоа што е многу важна за нашето постоење. Не е поучно да рече човек е многу мал. Поучни и многу работи стануваат и книга некоја да чита мудра човек и те е поучен. Ама многу малку работи во животот зборуваат за тоа најважното. Ова е најважното. Господ зошто дојде во овој свет? Да ни го даде најважното, да ни го даде процедено тоа што е еликсир на животот, ајде така да речем. Тоа го добиваме директно од Господа ние христијаните. Не од ангел, да е скрај далеку, не од ѓавол, туку го добиваме директно од Господа. Господ дојде во овој свет. Не мораше ич. Ке си гледаш од висините и ке ни се смееше колку грешки правиме и никому ништо. Ама неговата заедница со нас е до таја мера поврзана да тој страда заради нас. Познато е дека и мајка може да страда за детето свое, ама тешко ќе страда за туѓото дете. А Господ страда за сите нас, зашто сите ние му сме деца негови. Тоа е разликата и тоа е важното што треба да го откриваме. Треба животот да го управуваме така како да е уште со нас Христос, а уште е со нас. Не, може би погрешно јас се изрази да речам уште. Господ го напушти овој свет вознесувајќи се, ама ни го испрати Духот Свети. Духот Свети е секогаш со нас, помеѓу нас, во нас, а тоа е третото лице на Светата Троица. Што значи Господ никогаш ще не напушти. Зашто сме негови. Тоа треба да го имаме во предвид стално. Ние сме негови, ама одговорни сме за тоа пред самите себе, да не збориме пред другите. Да кажеме, ние сме Божји чеда. Ако сме Божји чеда, треба да не разпознаат по делата. Делата треба да не бидат такви, за да не разпознаат дека сме Божји чеда. Милоста Божја, браќи и сестри, да биде со вас. Таа да ве чува, да ве храни и да биде патеводителка во сиот ваш живот, сега и секогаш и во вековите на вековите.